Добар дел од докторските дисертации кај нас се подготвуваат преку интернет и тоа за само една година, наместо минимум за 4. Се наведува во нив литература за која ниту авторот нема појма која е таа, а ја нема ниту потребната законитост, за која што треба аргументација, од која што пак треба да следува и заклучокот. Ова е ставот на професорот доктор Љупчо Поповски од Прилеп, кој што цели 11 години беше председател на Друштвото за наука и уметност од овој град, кој што пак деновиве одбележа 50 години од своето постоење. Значи, што и недостасува на денешната наука? Анализата и истражувањето. Анализа на работите и истражувањето без нив не може. Во секоја област? Во секоја, било која, без аргументи нема вистина. Тоа што се случува, тоа е општествена појава која треба образованието и мислам што се властите кои што се занимава, мислам институцијата, тоа да се го решат. Не може еден мал народ да има, да што викаат милионер, да има толку што викаме ректорати, на ректоратите толку деканати. И таа е страшна формација која зема многу пари, ефтино продава докторски, а скапо ќе платиме еднината. Освен во Прилеп, вакво друштво за наука и уметност има само уште во Битола и Македонската академија за науки и уметности во Скопје. За жал во другите градови овие друштва згаснале. Треба да имаме повеќе вакви организации, здруженија, друштва. И јас велам дека често пати Друштвото за наука и уметност е светилиште на науката и уметноста, место каде што треба да се збира академската заедница. И ние тоа успеваме да го оствариме. Овие години ги споивме стручните, научните работници со уметниците, да му дадеме значење на тој дел. Науката една држава е јака, е силна, доколку е јако образованието, доколку е јака науката. Ова друштво обстојува благодарение на ентузијазмот на неговите членови и поддршката од локалната самоуправа сите овие години. По повод 5-децениското постоење, за прв пат се издаде меморијална книга, како и јубилејно списание на трудови. Во јубилејното издание се презентирани 23 труда од преку 30 автори од различни области, кои што се доволен доказ за тоа дека тука во Прилеп и во ова друштво е всушност расадникот за изворни научни трудови кои што располагаат со сопствени истражувања. Јас сум искрено горда и на сите овие публикации, посебно на јубилејново издание, затоа што во него имаме трудови кои што со својата содржина ќе мотивираат наредни истражувања. Друштвото брои 170 членови. Од нив дел се придружни, дел почесни, има редовни, но и нови членови, што е од особена важност, затоа што тоа е доказ дека друштвото се зголемува. Само годинава биле примени 14 нови членови.